Укажување на прва помош и како да се спаси човечки живот учеа денеска децата со посебни потреби. Медицински персонал во соработка со Црвениот крст им ги покажа најосновните начини како да реагираат во воредна ситуација. Но колку ваквата обука има ефект врз оваа категорија на деца? Дел од децата кои што се со високофункционална состојба можат, сигурно дека можат основните облици на прва помош да ги пружат. Обично никогаш нема да бидат ставени во позиција дека тие ќе дават прва помош, меѓутоа треба, многу е битно и да знаат како на нив треба да и се пружи прва помош и да не се случи да се јавува еден страф од медицинските лица или лицата од Црвен кои што дават прва помош. Пред се тука е да го разбиеме тој страф кај нив, дека некој во случај на повреда из гребнатина при пат или било што, дека некој ќе дојде и да ја помогне. Ваквите активности се финансирани од приватната компанија Мак Прогрес во соработка со Црвениот крст на Македонија. Во скоп на проектот насловен подобрување на социализацијата на деца со посебни потреби и младенци, поддржан од донаторот Мак Прогрес и Црвениот крст на Република Македонија, во изминатиот период се реализираат низа на активности кои имаат за цел подобрување на социализацијата и положбата на оваа целна група. Веќе утре продолжуваат активностите за поддршка на социализацијата на децата со посебни потреби. Во текот на утрешниот ден, односно 24 ноември, ќе се реализира и едукативно предавање за здравствена заштита. Предавањето ќе се одржи исто така во просториите на Црвениот крст, каде што доктор стоматолог ќе им презентира на сите дечиња како да ги негуваат нивите зъби. Проектот за подобрување на социализацијата на децата и младенци со посебни потреби ќе трае до крајот на оваа година, во кој се предвидени уште низа обуки, средби и предавања.